Ѓубрето од заболените и угинати овци со син јазик не смее да се користи за потхранување на нивите, лозјата и овоштарниците. Неговата употреба е опасна, особено ако претходно не се применити стандардните заштитни мерки. Во тоа спаѓаше дезинфекцијата од страна на ветеринарната станица, пакувањето на самото ѓубре, зреењето на самото ѓубре и на крај чистењето на самите трла и местата каде што се одлага целокупното ѓубре, односно аркското ѓубре од страна на животните кои што го едноставно насобираат во трлата. Знаат ли за ова сточарите и земјоделците? Кажани дека штетно да се изчистени не тога и изчистиме на еден посебен куп и дека демек ќе го третират нешто, ќе се прскали, не знам што. И така стои тоа на посебен куп. Бидејќи стадата во кои син јазик немаше беа малку, процена на стручњаците е дека 10.000 тони ѓубре ќе остане неискористено. Јас не би ѓубрел, не би фрлал ѓубре по нивите. Може да имам нешто малко, али не би фрлал тоа заболеното. Пошто тоа е се... Што ми е ѓубрето заболено, ќе заболи културата. Кој ќе дојде време за ѓубрење, не би ѓубриле со арското ѓубре. Ќе купуваме вештачки ѓубре. Поради останатите, овој проблем досега се ставаше во втор план, што не значи дека тој е мал. Лане во источниот регион синиот јазик беше причина за смрт на околу 10.000, а заболени беа околу 36.000 овци. Сега, прашањето е колку од земјоделците и овоштарите сериозно ќе ја сватат новата опасност, бидејќи треба да изберат помеѓу ризикот и пари кои треба да ги дадат за други ѓубрива.